Власта мора да биде потранспарентна околу истрагите што се водат против лица за нарушување на односите со Бугарија. Во јавноста се стекна сомнеж дека со ваквите информации власта има за цел цензура на луѓето кои јавно говорат против политиките на Македонија во однос на источниот сосед. Универзитетскиот професор Ненад Марковиќ за Алфа вели дека надлежните мора да откријат нешто повеќе околу овие истраги, со цел да нема сомнежи во јавноста дека станува збор за обид за замолкнување на граѓаните. Многу е битно да се биде транспарентен во овие процеси, многу е битно јавноста да биде константно запознаена, да не се стекне впечаток дека се работи за лов на вештерки, туку да се добиваат прецизни информации во рамките на оние информации кои смеат да бидат достапни на јавноста секако. Се надевам дека тука нема да има класифицирани информации или слично, можеби се работи за контакт со други странски служби, што е секако недозволиво доколку работите во одредени институции. Според Марковиќ не станува збор за обид за цензура, но сепак вели дека мора да се откријат повеќе детали, бидејќи според него ние во моментов не знаеме воопшто за што станува збор, дали има или нема некако кривично дело. Марковиќ порачува дека медиумите во наредниот период ќе мора будно да го следат овој случај. По принцип ние не знаеме точно за кои кривични дела тука станува збор, ако воопшто станува збор за кривични дела. Можеби се повредени само професионални и етички норми. Така да, во секој случај ќе мора јавноста да биде малку запознаена, затоа што е доста осетливо прашање да се остава простор за шпекулација. По информациите дека се водели истраги, доскорешниот преговарач во спорот со Бугарија Владо Бучковски соопшти дека во државава, но и во Софија постоеле луѓе кои работеле против компромисот на Македонија со Бугарија. Бугарија и Македонија можат да постигнат договор за време на француското претседателство со Европската унија. Климата за преговори сега е подобра. Има шанса за договор следниот месец. Постојат групи во Софија и Скопје кои работат против компромис и договор меѓу нашите две земји. Инаку дека постојат лица кои работеле против односите на Македонија со Бугарија, прво откри бугарскиот премиер Кирил Петков, а истото го стори и нашиот премиер Димитар Ковачевски, потенцирајќи дека се водели истраги во државава, но не откривајќи ништо повеќе.